До здраво срце ја би рекла, односно би дала совет повеќе да се вратиме кон природата. Значи, ние сме дел од природата и повеќе активен спорт во природа, правилна здрава храна, да внимаваме што сееме, како го одгледуваме и што додаваме од тие прскања, адитиви кои што се користат, затоа што потоа ние го внесуваме во нас и тоа е еден од факторите кои што истекако допринесува за нашето побрзо старење. Како се хранат животните околу нас, ако правилно ги храниме и ние се храниме правилно, затоа што ние нели сме по природата во групата на месождерите, луѓето и мораат да внесат еден одреден процент и одредена количина на месо во секојдневната храна, за да може да има правилно обнова на организмот, затоа што протеините кои што човекот ги користи во своето секојдневие се 49 грама неопходни за женска популација, а 59 грама за машка популација, кои што во глобала треба да бидат 2/3 од животинско потекло. И ако внимаваме како ја негуваме нашата околина и ако се свртиме повеќе кон спорт и здрава рекреација во природа, мислам дека тоа ни е главниот рецепт за здрав и долг живот. Климатските непогоди не можеме да ги спречиме, меѓутоа на некаков начин и ние луѓето ги предизвикуваме со загадувањата кои што се прават, неправилното филтрирање на воздухот кој што се отпушта од главните произведувачи на загадувањето. Значи мораме многу да внимаваме затоа што загадувајќи ја природата си го загадуваме своето секојдневие и загрозуваме нашите поколенија, а и себе си.